Со подршка од 8 гласа без присуство на опозицијата, советниците од коалицијата на СДСМ вчера го изгласаа буџетот на општина Виница, кој тежи 4,5 милиони евра за 2018 година. Значи, вкупниот буџет на општина Виница за периодот од 2018 година изнесува 272 милиона денари, од кои 109 милиони денари се предвидени за развојни цели. Значи, во дело на изградба можеме да кажеме дека 86 милиони денари се планирани, од кои што општина Виница ќе партиципира со околу 40 милиони денари. Така да доколку реализираме овој буџет од 86 милиони денари, мислам дека сите ќе бидеме задоволни, за разлика од 2017 година, кога што кажам дека само 15% се реализирани. И уште една друга напомена ќе кажам, дека со отсуството што го направија советниците од опозицијата баш пред гласање на буџетот, во секоја наредна прилика за било каква изјава и барање кој ќе го побарат, ќе се однесуваме на исто ниво како што ќе се однесуваат. Затоа што мислам дека не е фер и нечестно пред граѓаните на општина Виница да се напушти пред гласање на буџетот да се напушти и седмицата. Советниците од ВМРО ДПМН ја поддржаа реализацијата на програмата за уредување на градежно земјиште и патишта во 2017 година, која според градоначалникот Димитров е најслаба во државата. Програма која е донесена за 2017 година можеме да кажеме катастрофална и не е ништо направено во оно што е предвидено. Тоа се средства или 15% од програмата, тоа е, мислам дека помалку у цела Македонија нема реализирано. Значи тука тај дел, Кирчо и ти си тука бил, тука сте сите били, поголем дел од советниците, донесели се. Меѓутоа, само да напоменем дека 15%, а само 7% е плата. Со подршка од 9 гласа, 1 воздржан и 5 против, помина и годишниот план за вработување за 2018 година, со кој се предвидува пополнување на 14 места по систематизација. Требаше да кренат на работа, односно беа планирани 7. И сега се планира 14. Значи, сега баш ме интересира ставот на колегите од опозицијата, односно на Сонја на позицијата, односно на позицијата на Сонја и Митко, кои што беа најгласни во тоа дека општината е превработена, дека општината нема потреба од нови вработувања, за 7, значи пазите, тогаш беа во прашање 7 вработувања или унапредувања, а сега општина Виница ќе вработува 14 нови работни места или ќе унапредува, или дел од тоа ќе бидат унапредувани. Затоа ние како опозиција нема да гласаме за годишниот план. Само да ти кажам, Дарко, на 8.11, кога дојдев јас на позиција градоначалник на општина Виница, основниот дуг беше 39 милиона 144 по спецификација извадена. Со заклучно со денеска основниот дуг е 35 милиони 440 илјади денари. Тоа е основниот. Вкупниот дуг значи е намален од 100 милиона, за околу 5 милиона е намален значи на 95 милиона. Така да, доколку работиме транспарентно сите и доколку општина Виница и претходно е работила транспарентно, значи дугот ќе бил многу помал и ќе имало можности за вработување и верувам дека претходниот градоначалник тие области ќе ги распишал. На оваа четврта седница, меѓу тројца кандидати за нов командир на полициската станица, Советот без опозицијата го поддржа Љупчо Петров.